Во новото издание на Digi Plus ќе се занимаваме со хаосот кој што се случи заради отпуштањето на Сем Алтман од OpenAI. Ќе ме носиме во првиот роботизиран пица ресторан во Париз. Се разбира, ќе ви презентираме и како изгледа новата играчка возилото на Тесла наменето за деца, а и новата алатка на Мета за обработка на фотографии и видеа. Но ќе се задржиме и на прашањето што е тоа VTuberi, а ќе ви објасниме и како тие функционираат. Останете со нас до самиот крај. Добродојавте во Digi Plus и второто издание на емисијата, каде што зборуваме за дигиталниот свет, вештачката интелигенција, социјалните мрежи, а и мобилната индустрија. Се оно што е ново во технолошкиот свет ќе имаме можност да ви го презентираме и во ова второ издание. Затоа останете на Телма следниве 30 минути и уживајте во содржините за целото семејство. Првата содржина е логично за она што го заобиколи изминатата недела целиот свет. Целото внимание беше свртено во OpenAI, откако Сем Алтман, еден од директорите, доби отказ. Па потоа беше вратен, па сега неговиот статус се уште не се знае како е, но веројатно ќе остане како директор. Целата таа приказна за OpenAI и хаосот кој што се создаде, се разбира околу Сем Алтман, сите директори и целата компанија, нормално ќе ја пренесеме во следните минути. Еве што досега дознавме и се разбира достапно за јавноста. Сем Алтман е отпуштен од функцијата извршен директор на OpenAI, објави компанијата. Минатата недела тој беше отпуштен од одборот на директори на компанијата со образложение дека не бил константно искрен во неговите комуникации. Дека сето ова беше тајна до последен момент покажа и фактот дека вработените дознаа за вестите во исто време како и сите други. Но потоа, во своевиден филмски пресврт, само еден ден подоцна, бе објавени неофицијални информации дека компанијата е веќе во преговори со Алтман тој да се врати назад како нејзин извршен директор. Како се ова почна? Заменувањето на Алтман следи по процес на разгледување од страна на одборот, кој заклучи дека тој не бил доследно искрен во комуникацијата со одборот, попречувајќи ја неговата способност да ги извршува своите одговорности. Беше напишано во блогот на компанијата минатиот петок. Одборот веќе нема доверба во неговата способност да продолжи да го води OpenAI. Главниот технолошки директор Мира Мурати ќе биде привремен извршен директор, кој стапи во сила веднаш. Компанијата ќе спроведе потрага по постојан наследник на извршен директор. Го сакав моето време во OpenAI, рече Алтман во објава на X. Тоа беше трансформативно за мене лично и се надевам дека малку за светот. Во последниот пост, тој го опиша искуството со неговото отпуштање, како да читаш своја пофалба додека си жив. Во соопштението на OpenAI исто така се вели дека коосновачот и председател Грег Брокман ќе се повлече од функцијата председател на одборот, но ќе остане во компанијата. Неколку часа откако беше објавено, Брокман објави на X дека се откажал врз основа на денешните вести. Подоцна, во друга објава на X, Брокман рече дека тој и Алтман биле известени за нивното отстранување од одборот во петокот од коосновачот на OpenAI и главен научник кој исто така е член на одборот. Сем и јас сме шокирани и тажни од она што го направи одборот денес, напиша Брокман. Грег Брокман, другиот коосновач и председател на компанијата, поднесе оставка во знак на протест во петокот вечерта. Така направи и директорот за истражување на OpenAI. До саботата наутро компанијата беше во хаос. Половина сегашни и поранешни вработени дадоа оставка, а незините околу 700 вработени се мачеа да разберат зошто одборот го направи својот потек. Ова е крајно ненадеен пресврт на настаните. Алтман беше заштитно лице на OpenAI, која започна тековната трка во вооружување со вештачка интелигенција со минатогодишното многу популарно издание на ChatGPT. Минатата недела, Алтман го предводеше главниот збор на првата конференција на компанијата Dave Day, каде што објави пакет на нови големи ажурирања за да се надпреварува со други големи технолошки компании како Microsoft и Google. Неодамна Алтман зборуваше на конференцијата за Азиско-пацифичката економска соработка во четврток. Microsoft кој инвестираше милиарди во OpenAI
изјави дека ќе продолжи да соработува со компанијата. Имаме долгорочно партнерство со OpenAI и Microsoft останува посветен на мира и нивниот тим, додека ја носи следната ера на вештачка интелигенција на нашите клиенти. Се вели во соопштението испратено од портпаролот на Microsoft Френк Шо. Извршниот директор на Microsoft Сатја Надела даде слична изјава на X. Алтман наводно разговарал со Джони Айв, поранешниот главен директор за дизајн на Apple, за производство на iPhone на вештачка интелигенција. Иако Алтман ги негираше тие гласини, на неодамнешната конференција на Wall Street Journal, тој е најголемиот акционер во Humane, каде што туку започна со нарачки за својот Human AI. Алтман е коосновач на OpenAI и првично служеше како копредседател на компанијата заедно со Илон Маск. Маск замина во 2018 година за да избегне конфликт на интереси со Тесла. Од тогаш тој основал своја компанија за вештачка интелигенција XAI. За разлика од традиционалните одбори на приватни компании, одборот на OpenAI се состои главно од надворешни лица. OpenAI е исто така во преговори со финансирање тендерска понуда, што ќе им овозможи на вработените добро да ги наплатат акциите во компанијата. Тој договор би го вреднувал OpenAI на повеќе од 80 милиарди долари, што е речиси тројно повеќе од неговата вредност пред околу 6 месеци. Информации поврзани со оваа тема, поточно со OpenAI и Сем Алтман и другите директори пристигнуваат од час во час, така што веројатно ова ќе биде интересно да се следи и во текот на следната недела, пак имаме можност доколку нешто се случи и има некакви промени да ви информираме во следното издание. Одиме сега до Париз. Да, во секој случај за овие празници кои што се пред нас, ако патувате таму, зошто да не каснете пица која што ќе биде направена од првиот пица робот во светот. Да, убаво слушнавте. Ве водиме во првиот роботизиран пица ресторан во светот, и тоа во Париз. Првиот роботизиран пица ресторан во светот е отворен во Париз. Еве како работи. Гостите прво ја нарачуваат својата пица на киоск со екран осетлив на допир или директно на нивната веб апликација пред да ја испратат до паци. Пица роботот напојуван од вештачка интелигенција, развиен од 30 експерти, инженери и програмери. Ова и дозволува на машината да направи се, да го израмни свежото тесто, да го намачка сосот, да ги стави состојките и да ја исече. Паци исто така е составен да ја персонализира точната количина на состојки кои се посакувани, а потоа да ги идентификува и коригира несовршеностите кога е потребно за да се обезбеди оптимална подготовка. Може да направи една пица за секој 45 секунди и да пече до 6 одеднаш, вкупно по 5 минути. Прима различни нарачки направени преку веб апликацијата. Тој едноставно ја прави, пакува и складира за превземање. Ротирачкиот плех постојано се врти за да се обезбеди рамномерно печење. Горните и долните грејни елементи ја печат храната од двете страни. Грејните елементи се одделно контролирани, што ви овозможува да изберете попечено горе, долу или на двете страни. Тајмерот сигнализира крај на времето за готвење и автоматски ги исклучува грејните елементи. Кога го запознав Кирил и Себастијан, им кажав дека првиот критериум за да се приклучам на авантурата е добро тесто за пица. Денес сум горд затоа што стигнавме таму работејќи заедно. Благодарение на талентираните и одговорни тимови, Паци нуди ултра гурмански пици со многу добри состојки и одлично шоу за семејствата и децата, рече Тиери Графинино, светски шампион во тројна пица. Доколку ве нанесе патот во Париз, никако не заборавајте во вашата агенда да го вметнете и Паци и да ја пробате неговата пица. А за тоа колку е вкусна, ги очекуваме вашите коментари. За сега сите оние кои што ќе патуваат во Париз ќе можат да седнат во некој од ланец рестораните на Паци и да уживаат во прекрасната и вкусна, верувам, пица. За неколку години веројатно ќе имаме и вакви ресторани во Македонија. А веќе од крајот на овој месец, оној кој што ќе си нарача, можеби и ќе вози вакво возило кое што верувам дека ќе стигне и до Македонија. За сите оние кои што имаат 1900 евра, на пример, да дадат за возило кое што е знаменето за деца. Зборам за возилото Cyberquad, кое што Тесла повторно го враќа на крајот од овој месец на пазарот, откако доби конечно сертификат за безбедност да можат да го возат дечињата. Еве за какво возило станува збор.
детска играчка за возење од $1,900, која беше повлечена минатата година поради безбедносни причини, повторно е достапна за купување на веб страницата на Тесла. Cyberquad е дизајниран да го имитира озогласениот дизајн на Cybertruck, па така ја вметнува челичната рамка и препознатливата LED блок светлина на електричниот пикап на Тесла. Неговиот миниатурен колега, кој е заеднички произведен од производителот на играчки Fly Radio, првично беше пуштен во продажба во 2021 година, но беше отповикан минатата година, откако американската компанија за безбедност на потрошувачки производи соопшти дека не ги исполнува безбедносните прописи за млади. Во белешката на новиот опис на веб страницата на Тесла се наведува дека Cyberquad не е одобрен или наменет за употреба за многу млади. Секако тој е сертифициран како електрична играчка за возење, рече Тесла. Тесла вели дека Cyberquad може да достигне максимална брзина од 20 км на час и е погоден за возачи на возраст од 9 до 12 години. Претходно тој се нудеше за возраст од 8 и повеќе години. Нарачките треба да започнат со испорака кон крајот на месецов и приближно во исто време кога Тесла треба да го лансира Cybertruck со целосна големина. Тој се очекува да биде пуштен во продажба од 30 ноември по повеќе кратните одложувања. И покрај големите очекувања и возбуда, купувачите се уште се во дилема околу клучните детали за толку очекуваниот пикап. Тој ја вклучува цената, која не е потврдена и покрај престојното лансирање на Cybertruck. Фина, но скапа играчка ќе се сложите со мене, која што не секој може да си ја дозволи, се разбира да има во својот двор или гаража. Продолжуваме со иновациите и новите алатки на Мета, кои што тие ги презентира за широки народни маси, поточно за сите корисници на Facebook и Instagram. Се работи за уредување на фотографии и видеа со помош на вештачка интелигенција. MU Meta Edit и видео е новата алатка која што верувам дека ќе најде широка примена. Еве зашто станува збор. Престојните алатки на Мета, базирани на вештачката интелигенција, ќе ви овозможат да уредувате која било слика на многу интересен начин. Извршниот директор на компанијата Марк Цукерберг сподели некои од престојните можности на MU, експресивен медиумски универзум, моделот на основата на генерирање слики на Мета, проведен во септември. Првата најавена алатка е MU Edit, која може прецизно да ги менува сликите врз основа на внесување текст. Например, можете да додадете куче на постоечка слика, да отстраните личност од слика, да претворите куче во панда или да промените позадината на сликата. MU Video може да генерира видео со висок квалитет, врз основа на текстуални инструкции. Примерот на Цукерберг покажува како сликата може да се претвори во видео. Други аспекти на сликата, вклучително и нејзиниот стил и поставување, исто така може да се променат. Цукерберг тврди дека компанијата работи на интегрирање на овие креативни способности за уредување во видеото и фотографии на Facebook и Instagram. Демото е импресивно, иако не е прв пат да гледаме алатки за вештачка интелигенција со слични способности, например Magic Editor на Google, објавен во мај, може да промени различни аспекти на фотографијата. Во објава на блог, Мета ги објасни овие предстојни алатки малку подетално. Компанијата тврди дека една од предностите на MU Edit е тоа што може прецизно да ги следи упатствата, што значи дека можете да менувате одреден дел од сликата, додека остатокот од сликата останува ист. Што се однесува до MU Video, компанијата тврди дека пристапот што го користи генерира видеа со повисок квалитет и поверни на текстуалната порака, отколку другите алатки за вештачка интелигенција. Компанијата исто така истакна дека MU Video и MU Edit секако не се замена за професионалните уметници и аниматори, иако не навлегува во детали за тоа како планира да ги заштити овие групи од вештачката интелигенција, која се повеќе навлегува во нивната сфера. Доколку ве заинтересира оваа нова алатка на Мета, можете слободно веднаш да ја пробате и да видите како функционира уредувањето на фотографии или видео со MU Meta. А сега да видиме како функционираат витјуберите. Се очекува да станат многу брзо главни играчи во забавната индустрија. Впрочем, што се витјубери, како функционираат и се разбира што се тие прават на социјалните мрежи, како вие можете да станете витјубер, ви откриваме детално во следните неколку минути. VTubers дефинитивно го воодушевуваат светот на онлайн забавата и добиваат огромна популарност меѓу публиката.
Всушност, од 2021 година, тие достигнуваат до 16.000 создавачи на содржина. Да, добро слушнавте. Денеска истражуваме се што треба да знаете за нив. VTuber е кратенка од виртуелен YouTuber. VTuber е креатор на содржина кој произведува интересна содржина на повеќе платформи, но се крие за дигитален аватар. Виртуелниот аватар ќе му олесни на виртуелниот YouTuber да изгради уникатен лик за да се истакне. Како што велат тие, никогаш нема да ја видите вистинската личност за нивниот виртуелен лик. Ке видите VTuber како лик инспириран од аниме, оживен со помош на технологијата за снимање, движење и виртуелна реалност. Тоа е она што го прави овој креатор на содржини различен од повеќе јутубери. Може да ги замислите виртуелните јутубери како виртуелни познати личности кои што се забавуваат и комуницираат со своите фанови на интернет. Понекогаш тие може да бидат и како инфлуенсери. И покрај неговото име, значењето на VTubers не е ограничено на употреба на YouTube како единствена платформа. Всушност, VTubers користат други платформи, како Twitch, Facebook и друго. Гајент Гура е една од најпопуларните VTubери кои привлекуваат огромна публика. Таа има повеќе од 3 милиони претплатници на YouTube. Тоа е сосема неверојатно за канал со виртуелен карактер. Всушност, креаторите на содржини со виртуелен идентитет експлодираа во популарност во последните години. Милиони обожаватели ширум светот ги гледаат нивните омилени ликови како играат игри, пеат, танцуваат и едноставно се дружат. Со фактот дека виртуелните јутубери го заземаат светот, можеби ќе прашате како започна ова. Еве ја приказната. 2011 година. Ами Ямато, јапонска блогерка, го започна своето деби на YouTube на 18 мај 2011. Таа прикачуваше видеа кои зборуваат на различни теми во 3D аватар. Иако некој би можеле да тврдат дека Ами Ямато е повеќе како 3D влогер отколку како VTuber, незините видеа навистина ги инспирираат креаторите на креативни содржини широм светот да направат нешто слично. Тогаш идејата за VTubing, без разлика дали е во 2D или 3D анимација, станува реалност и влијае на луѓето да се приклучат. Значи, ако прашате кој беше првиот VTuber, тоа едноставно е Ами. 2018 година. Трендот на создавање виртуелна содржина продолжи да расте, бидејќи повеќе создавачи на содржина ја усвоија виртуелната личност креирајќи своји аватари. Таа година на пазарот влегува компании како Nijisanji и HoloLive. Тие се поставуваат себе си како агенции за виртуелни таленти, помагајќи му на создавачот на содржина да управува со нивните ликови и да ја зголеми својата публика на многу платформи. Со тоа многу популарни VTubери се под нивното управување. Пандемијата од 2020 година го забрза трендот за создавање виртуелна содржина. Прво, условот да се остане дома ги охрабри луѓето да ја поттикнуваат својата креативност преку создавање онлайн содржина. Второ, повеќе луѓе се свртеа кон онлайн забавата за да станат огромна потенцијална публика. Резултатот не е само скок од околу 1600% во 2021 година според User Local од Јапонија. Туку се прогнозира дека ќе има изголемена вредност од 22.410 милиони долари до 2029 година. VTubers работи со создавање содржина. Сепак, тие не создаваат обични видеа со содржина. Наместо тоа, тие користат пристојна компјутерска графика за да направат виртуелен аватар за да создадат одлична забава. За нивните аниме ликови, виртуелните јутубери создаваат содржина фокусирана на различни активности и теми, како што се играње игри, правење интервјуа, зборување за дневни случувања, пеење песни, правење комични скечеви. Добро слушнавте. Сите тие дејствија ги прават вистински луѓе кои го покриваат својот идентитет со свој аватар, а не со содржина генерирана од вештачка интелигенција. Потоа, тие треба да носат уред за снимање на движење поврзан со компјутер. На овој начин секое движење што го прави ќе биде имплементирано во неговиот лик на интернет. Сето тоа може да го започнете и вие со само неколку стотици долари. Па потоа може да го надградите поставувањето откако ќе почнете да заработувате како VTuber. Ако сте професионални, може да размислите да купите костюм за следење на движење, но тоа не е баш ефтина инвестиција и би ве чинело околу $12.500 по костюм. Дополнително се препорачува надграден мокен компјутер со одлична видеографичка картичка и зелено платно за да ја создаде вашата виртуелна позадина. Може да заклучиме дека виртуелните јутубери може да бидат навистина забавни во секоја сфера на која што се обидуваат да се фокусираат. Па од тука може да заклучиме и дека се очекува
очекува витјуберите да станат главни играчи во забавната индустрија во годините што доаѓаат. Може би ќе се најде некој од нашите гледачи кој што ќе биде и првиот витјубер во Македонија. Зошто да не? Па може слободно да ни се пријави во некој од следните изданија и да го презентираме во DG+. Се она што имавме да го испрезентираме во ова второ издание, верувам дека ви беше интересно и дека уживавте изминативе 30 на минути. Да, ќе се видиме и во репризното, а и во следната премиера следната недела на телевизија Телма. Ви посакувам убав остаток од викендот и се разбира, бидете дел од дигиталниот свет и нормално користете ги сите бенефити од него. Секое добро!